Вести во 8 ви благодарам на вниманието. Стрвичната несреќа во Кочани минатата недела одзема 59 животи. Македонија изминативе 7 дена ги живееше најтешките денови. Сега продолжува борбата за повредените, чија бројка исто така е голема. Од денеска почнува и исплатата на итната и првична помош од 150.000 денари за секој семејство кое на кој било начин е зафатено со несреќата во Кочани. Од владата и понатаму со апел семејствата на оние кои се лекуваат надвор од државата да ги контактираат владините тимови и дипломатско-конзуларните представништва за каква и да е потреба или трошок. Во меѓувреме, преку Солидарниот фонд на Црвениот крст собрани се речиси 53 милиони денари или близу 850.000 евра. Оние кои сакаат да помогнат и да се вклучат во хуманитарната акција може да донираат со телефонско јавување на бројот 143 400 од сите мобилни оператори и на жиросметката на Црвениот крст. Владата на Северна Македонија презеде итни мерки за да обезбеди целосна поддршка на сите погодени од оваа трагедија. Покрај оние кои се лекуваат во нашите болници, досега 116 пациенти се лекуваат во странски болници и ги придружуваат 188 членови на семејствата, а сите трошоци ги покрива државата. Државата ги покрива сите трошоци кои вклучуваат патување, сместување и нивните дневни потреби. Исто така, за секој погоден од оваа трагедија, Црвениот крст не информираше дека ќе им додели парични средства на семејствата од 150.000 денари, а распределбата ќе започне од утре, односно понеделник. Состојбата на 5 мина повредени кои се на лекување во странство се уште критична. За останатите пациенти Министерството за здравство направи пресек на состојбата, а Министерот за здравство најави посебни протоколи според кои ќе бидат третирани пациентите кои ќе бидат вратени на лекување во Македонија. Во, да речам така, критична состојба продолжуваат да бидат околу 5 пациенти. Нормално флуктуира состојбата на пациентите. Генерално очекуваме и се надеваме 7 дене нула починати, нема ни еден од пациентите што ги испративме што има летален исход. Се надеваме така и да продолжи овие што се во критична состојба, нивната состојба да се подобрува во следните денови и да кажуваме само добри вести. 5 покритични, потешки пациенти се надвор од државата. Во кои центри? Па сега да не спомнам, истите, некаде нешто се подобрува, некаде се влошува состојбата, меѓутоа само неколку пациенти се, така да речем, покритични, кај што животот може да биде загрозен на пациенти. Се пациенти кои се на механичкој вентилација се животно угрежени, а могу бити и остали у зависности од лечење. Инфекција е една од компликација која се може, наравно и најчешće јавља код пациената са опекотинским ранама, која може животно да угрози njih, а и многи други, да не набројам сада. Имам и добре вести, неколико пациената ќе бити вероватно могуќе превести на оделјење, јер njihova дисајна функција се oporavlja успешно, а опекотински ране су такве да не захтевају боравак у единици интензивног лечења. Заради тоа што тие пациенти беа со највисок степен на изгореници од трет степен, кај останатите пациенти продолжуваат редовните преврски и веќе во наредната недела, според овие планови кои што ги имаме за сега, иако морам да повторам дека ситуацијата е многу флуидна, може да се смени од час во час, се планираат првите испусти, односно првите испишувања до минимум 72 часа за пациентите кои што се враќаат во државата. Значи да бидат најавени од болниците. Практично очекуваме среда или четврток првите пациенти да се враќаат. Бројките ви кажувам, секој ден добиваме се подобри вести од нашите пациенти кои што се лекуваат надвор, меѓутоа мора да кажам дека повторно да бидеме внимателни, бидејќи знаат состојбите и да флуктуираат кај некои пациенти, така да се надевам дека четврток, петок веќе ќе ги имаме првите пациенти кои што ќе бидат примени повторно на нашите клиники тука во Скопје. За денеска е најавен состанок за координација на ЗЕЛСА, од кои општините треба да се вклучат активно во контролите на јавните објекти, но и на колективните стамбени објекти.
Некои општини пред целниот Скопје преку инспекторите веќе се на терен. Координирани вонредни контроли на општинските инспектори во сите единици на локалната самоуправа по страотната несреќа во Кочани, најавува председателот на ЗЕЛС Орце Ѓорѓиевски. Утре на состанок општинските власти ќе прават проценка колку му фалат инспектори за на терен, за да бидат преземени од друга општина, која веќе завршила со контролите. Ќе се прави контрола на градинки, училишта, спортски објекти, културни домови и угостителски објекти. Посебен акцент во проверките ќе добијат местата каде што се собираат деца и млади. Ќе се контролираат и стамбените згради, особено по старите, каде што целосно се запоставени хидрантските системи. Се внимава на се, бидејќи не смее да се пропушти ништо. Се внимава дали објектите имаат исправна противпожарна опрема и функционални противпожарни хидранти, дали електричните инсталации се безбедни и соодветно одржувани, постојат ли јасно обележани и функционални евакуациони патеки и планови, како и дали се поседуваат сите потребни документи и безбедносни елаборати. Ваквите контроли ќе бидат спроведувани во секоја општина и веќе гледаме дека многу градоначалници низ земјата ги мобилизираат целосно своите служби по истиот пример. Јасно ставаме до знаење, ќе има нулта толеранција за евентуалните неправилности. Објектите кои не се безбедни ќе добијат налози за итно отстранување на недостатоците, а доколку е потребно и привремено ќе се затворат додека тие недостатоци не се исправат. Ѓорѓиевски побара и граѓаните да укажуваат на неправилности. Првичните проверки во неговата општина покажала дека градинките и училиштата се безбедни. Во сите градинки, училишта, конкретно во мојата општина и спортски сали се извршени проверки, тука го вклучувам и Домот за култура, во мојата општина каде што нема утврдено аномалии, односно се е исправно, започнувајќи од хидранската мрежа, ПП апаратите, она што е пропишано по законите, доволно излези да има и така натаму и така натаму. Ги повикуваме сите наши граѓани. Ако забележат небезбедни услови, пријавете ги слободно. Ако управувате објект каде што се собираат луѓе, почитувајте ги правилата и стандардите. Секој од нас има улога во градењето на побезбедна заедница. Дел од општините, особено во Скопје, веќе ги извадија своите инспектори на терен. Најпрво се проверуваат документите со кои располагаат угостителските објекти и елаборатите на училиштата. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Владата апелира да се избегнува било каква политизација на случајот со цел истрагата да биде завршена професионално. Студентите, пак кои за денеска има закажано протест пред платото на Универзитетот Свети Кирил и Методи, го откажаа поради сомнеш дека некој се обидува да ги исполитизира. Откако на социјалните мрежи беше објавено видео за кое сметаат дека е компрометирана нивната иницијатива. Да нема злоупотреба на трагедијата во Кучани за политички цели и да не се дозволи манипулација која ќе доведе до дестабилизација во овие тешки моменти. Апелираат од владата по бурните реакции и најави за собири по повод несреќата. Ја споделуваме загриженоста и разочараноста на граѓаните од нефункционирањето на системот, но во исто време ги вложуваме сите напори тоа да го промениме. Затоа во овој момент апелираме да не се шпекулира со невистини, манипулативни наративи и во ниеден случај не сакаме да се злоупотребува трагичната несреќа во Кочани, затоа што нашата заложба се потврди со дела и акции. Има опсежна истрага во која се опфатени и приведени 34 лица. И таа се уште не е завршена. Студентите пак го откажаа најавениот собир за утре на платото на УКИМ, откако се појави снимка на социјалните мрежи од млади луѓе кои договараат протести, за кои студентите велат дека партиски ја компрометираат нивната иницијатива. Независниот студентски сојуз се огорчен и разочаран од политичките влијанија и мешање во нашите честни и искрени намери. Денеска сведочиме за видеоматеријал со кој се потврдува политичката вмешаност. Огромна група на студенти е жртва на обид за манипулација и тоа не сакаме да го дозволиме. Поради тоа нашиот собир закажан за утре во 13 часот пред платото на УКИМ се откажува, додека целосно не ги дистанцираме обидите за политичко влијание. Повторно апелираме партиите да стојат настрана од искрените и честни намери на студентите за нивно организирање, соопшти од Независниот студентски сојуз.
Утре во Скопје ќе се одржи протестен марш на иницијативата Кој е следен, која соопшти дека нивната иницијатива нема никаква поврзаност со снимката на социјалните мрежи, ниту пак се вклучени во какви било разговори за формирање на нови студентски организации. Јавно ги осудија сите обиди за партизација на нивната граѓанска иницијатива. Протестниот марш утре ќе започне во 18 часот и 59 минути на плоштадот Македонија. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Четири лица биле повредени синоќа околу 23 часот во сообраќајка во Кавадарци при судир на две возила кај крстосницата кај Брушински мост. Според изјавата на докторот Антоан Паракеов, hitната медицинска помош била на терен, а по добиениот повик за сообраќај на несреќа, односно директен судир на две возила кај крстосницата Брушински мост. Четирите повредени лица се пренесени во општата болница во Кавадарци. Коментарите на